30 православни верници скокнаа во осветените води на Кочанска река на одбележувањето на чинот на Христовото крштевање. Најмногу среќа годинава имаше 33 годишниот Далибор Стојанов од Кочани, кој успеа да го фати светиот богојавленски крст. На кеот на реката во близина на Центарот за култура Бели Мугри во Кочани се собраа голем број верници за да го проследат чинот на водосвет, на кој чиноначалствуваше митрополитот Брегалнички Иларион во сослужение на свештеници од Кочанско. Јас Далибор Стојанов се прво 14 години, втор пат ми го фатив крстот во реката Кочани и многу сум среќен што го фатив крстот. Друго здравје, среќа и тоа. Пригодни подароци Стојанов доби од Македонската православна црква, како и од општина Кочани. Пред чинот на осветувањето на водите во Кочанска река и потопувањето на Светиот крст во православниот храм Свети Ѓорги се одржа света божествена литургија на која присуствуваа поголем број верници. Потоа свештениците од храмот заедно со верниците во свечена литија се упатија кон локацијата каде што се одржа водосветот и празничното одбележување на водици. По минатогодишното одложување поради ковид пандемијата, чинот на осветување на водите во општина Виница се одржа годинава на повеќе локации. Централниот настан по повод празникот Богојавление Водици во Виница се организираше на водите на Градечка река, каде по потопувањето на Светиот крст во водата скокнаа 10 момчиња. Најсреќен меѓу нив беше Никола Евтимов, кој доби скромни награди од локалната самоуправа и од Македонската православна црква. Традиционално, Светиот крст по повод празникот Богојавление беше потопен и во осветените води во селата Јакимово, Истибања, Блатец, Драгобраште, Трсино, Лески, Липец и Градец. Свечениот чин на водосвет во Зрновци и годинава се изведе на вообичаената локација кај мостот на реката Зрновка во близина на основното училиште Синиша Стоилов. 17 годишниот Сречко Алексов од Зрновци го послужи среќата и имаше најмногу успех во фаќањето на крстот, што беше фрлен во водата на реката. Голем број православни христијани од Зрновци, Мородвис и Видовиште присуствуваа на свечениот чин. 15-тината млади зрновјани не ги спречи студената вода да учествуваат на традицијата што во слава на Христовото крштевање овде се изведува со години наназад. Христе Боже, и ми просвеще и слава Тебе. Бог се јави, Бог се јави, Бог се јави. Да сте живи, здрави и благословени, Господ Бог да ви дава здравје, да ви дарува мир, љубов, спокојство. Јас сум Сречко Алексов, прв пат скокам во водата на река Зрновка и прв пат го фаќам крстот. Беше поприлично водата замрзнена, ама кога те понесе среќата и адреналинот, тоа веќе не е ни важно. Пред се не очекував дека ќе го фатам, се фрлав поради здравје, здравје, среќа, љубов и се останато. Добро. На срекниот Алексов, кој успеа да го фати Светиот крст, градоначалникот на Зрновци Борчо Коцев од име на општината му додели подароци, посакувајќи му здравје, успех и среќа во животот. Оваа година беа пријавени 16 учесници. Најсрекниот го фати крстот. На сите граѓани на општина Зрновци им посакувам многу здравје, среќа и берикетна година. Алексов доби благослов и од Македонската православна црква, како и многу честитки од своите сограѓани. Заблагодарувајќи се за желбите, рече дека планира да продолжи да учествува во одбележувањето на празникот Водици. Во сите христијански храмови во општина Чешиново Облешево се одржа утрена богослужба за големиот христијански празник Богојавление Водици. Традиционално и годинава на 6 места во општината се одржа чинот на осветување на водите и потопување на Светиот крст. Општина Чешиново Облешево обезбеди скромни подароци за верниците што го фатија крстот, а им ги поделија градоначалникот, претседателот и членови на советот. Најголема среќа меѓу сите што скокаа по крстот во осветените води на реката Брегалница кај селото Теранци имаше Леон Трајанов од Чифлик. Марио Иванов го фати крстот во село Соколарци, Климент Данилов во Спанчево, Васе Нисов во Чифлик, а Драган Гицов кај селото Жиганци. Неуспешен меѓу оние кои што скокаа по крстот во водите кај село Кучичино беше Бојан Јованов од Бурилчево.
Територијалната противпожарна единица од Кочани само во последните 2 дена интервенирала десетина пати за гаснење пожари на отворен простор, предизвикани од палење на страништата во нивите. Целата единица со сите возила и персонал постојано е на терен во полскиот регион. Со тоа е оневозможена да интервенира на објекти во урбаните средини. Затоа е упатен јавен апел до земјоделците да не ја палат сламата и остатоците од есенската жетва на житните култури. Во текот на вчерашниот ден, односно во попладневните часови, земјоделците од нашата општина извршија масовно палење на своите земјоделски површини, односно стрништа со слама. Територијалната противпожарна единица интервенираше на неколку локации во исто време, меѓу кои ватра на село Грдовци, село Мојанци, село Кучичино, како и село Прибачево. Но во исто време имавме и неколку дојави за настанати пожари, како например во село Кучичино, каде што беше загрозена една викендичка, и во градското, централното градско подрачје, пожар на објект на улица 4-та Македонска бригада. Поради неодговорноста нивна од страна на земјоделците, се нанесува штета како по животната средина, така и по материјалните добра. Со самото излегување на терен, по полето ја ослабуваме територијалната противпожарна единица, како со луѓе, така и со возила. Значи, во текот на вчерашниот ден имаше таква ситуација да дел од нашите возила беа на терен по околните села, а се појави пожар на објект во централното градско подрачје. Сепак успевавме да се справиме на сите локации со помошта на нашите волонтери. Апелираме до сите сограѓани да престанат да ги палат своите стрништа, бидејќи може да бидат причина за голема материјална штета, која би настанала поради нивната неодговорност. Во гаснењето на пожарите помагаат и волонтери од Доброволното противпожарно друштво од Кочани, кои заедно со професионалните пожарникари апелираат за совесно и одговорно однесување и да не се палат жетвените остатоци во полињата. Исто така ги потсетуваат граѓаните во своите домаќинства внимателно да управуваат со грејните тела, поради тоа што тие се најчести причинители на пожари во затворени објекти во овој период. Фудбалерите на Осогово го одржаа првиот тренинг во паузата меѓу двете полусезони, со што и официјално ги започнаа подготовките за пролетниот дел од првенството во втората македонска фудбалска лига. На стадионот Никола Мантов, на повикот на шефот на стручниот штаб Александар Андов, се одзваа 15 на играчи, меѓу кои 5 новодојдени. Од клубот истакнуваат дека подготовките ќе се одвиваат во Кочани се до почетокот на првенството, при што се очекува да се придружат уште 5 фудбалери. И покрај ниските температури, временските услови сепак овозможуваат кондицијските и тактичките подготовки да се реализираат според планот, што би требало да обезбеди зачувување на второлигашкиот статус. 70 до 80% од екипата од лани е задржана, со тоа што имаме неколку играчи кои што заминаа, на тие места донесовме нови играчи. Во најава сме уште 1 до 2 нови играчи кои што ќе бидат потребни во текот на оваа полусезона. Нашите амбиции, како што ви кажеме на почетокот на сезоната, не отстапуваме тоа, се останок во оваа втора Македонска лига Исток, но не бегаме и од предизвикот на тоа 5-то и 4-то место, кој што не се многу далеко и сакаме да ги достигнеме. Осем тоа, цел ќе не биде да вклучиме и од младите категории, односно од генерација 2005 кои што се први во оваа лига, во младинци, да имаме дел од нив и на припремите кои што ќе се носат со овие нови играчи, со старите играчи, ќе конкурираат за дел исто од првиот тим, за влез барем во 18 играчи, се со цел да го обновиме ростерот и што повеќе домашни играчи и да ги мотивираме другите кои што се веќе во помладите категории да напредуваат и да знаат дека сериозно сметаме на нив и дека ги гледаме и ги следиме како играат и тренираат. Андов најави дека во рамки на подготовките ќе се одиграат и неколку пријателски контролни надпревари. На 29 јануари е закажана средба со Каменица Саса, за која останува да се договори местото на одигрување. На 2 февруари во Кочани ќе гостува Детоните од Радовиш, а на 7 февруари во Дојран жолтосините ќе одиграат надпревар со прволигашка екипа од Србија, која кај нас се подготвува за тамошното првенство. Последниот контролен надпревар е на 13 февруари со тимот на Силекс, а пролетната сезона ќе стартува 6 дена подоцна.